Туку, дај да видиме што се случуваше друго на интервјуто, Борјан? Дали премиере, Македонија е потписник на конвенција за спречување на перење пари и конфискација на Советот на Европа. Дали ја знаете дека потпишано така? Што е поентата, да? Дали знаете? Да. Дали знаете што содржи? Са треба да ги одговарам тука. Не, премиере, с краја било. Какво одговарање ви се молам? Вие не сте дојдени овде за тоа. Вие дојдовте овде да си се видиме, да се поздравиме, да се напиеме по едно топло чајче. Оставите го вие, Борјан, врска нема тој. Тоа се прашање и одговори кај Миленко е. Овде вие за друго дојдовте. Мислам, Борјан, ќе те замолам да престанеш да му поставаш прашање на премиерот. Може премиера праша. Немојте така. Кога ги изгасија фирмите на Барјош, после пресудата или пред пресудата, уште кога нема Знаете што? обвинение? Вие постојано мене ми поставувате прашање. Борјан бе, зошто не ме слушаш? Што е ова поставување прашања цело време? Кој интервју да е ова, па ќе поставаш прашања, мислам, глупости бе, глупости. Значи, Борјан, дозволи ми да ти објаснам некои работи околу новинарството. Ако веќе толку многу сакаш да се нарекуваш новинар, ќе треба да ги знаеш барем основните новинарски форми. А една од основните новинарски форми е наречена интервју. Таму имаш соговорник на кого му поставаш прашања и од кого чекаш одговори. А не можеш ти така како ќе ти текне на кого било да му поставаш прашање и да чекаш одговори. Не можеш да поставаш прашања во што беше ова? Интервју? Ова беше интервју. Чекај, не се важи пошто ова беше надвор. Се важат само тие во студио, мислам. Да беа во студио и ќе можеше да му постава прашање и да чека одговори. А вака, мислам, глупости бе. Борјан, уште некој прашање да не има случајно? Да? Имаш? Боже, Господе, ајде. Во врска со А1 телевизија, уште еднаш ќе прашам. Дали мислите дека е неопходно затварање на сметките на А1 телевизија и попречување на незината работа? Не, ја не мислам ништо. Паметно од ваша страна, премиере. И јас не би коментирал ништо. Ајде да бев на емисија па да коментирав, вака шо?